Централен дневник на К1. Добро вечер, јас сум Катерина Нацева. Низ вестите ќе ве водам јас и овој пат. Останете со нас да ги погледнеме први настаните на денот, а потоа што се случува во Велес вечерва. Започна 13-та Велешка питијада. Наредните 3 дена Велес ќе биде центарот на збиднувањата. Зголемена капитацијата на матичните доктори. Сега еден капитационен бод чини 55 динари. Дополнителни 2 динари за килограм смедеревка ќе добијат од купувачите. Иако надвор имаме облачно и свежо време, сепак не ги запре љубителите на питата и доброто вино да дојдат во Велес и да бидат дел од 13-та манифестација во знакот на традиционалната велешка пита. Колешката Сања Левкова Ангелова ја имаме и во овој дневник. Таа буквално цел ден е на терен и го следи првиот ден од манифестацијата. Сања, каква е вечерва атмосферата веќе официјално и отворена 13-та манифестација на Велешката питијада? Така, Катя, точно во 18 часот официјално започна 13-тото издание на фестивалот на питата и виното. Веќе можеме да кажеме слободно дека скоро сите штандови се исполнети, доаѓаат континуирано граѓани од Велес и секако од другите градови. Инаку само да напоменеме дека Велес е главен центар на угостителството, како и денеса, исто така и во минатото било познат гурмански центар, постоеле голем број на угостители кои што се занимавале со оваа дејност. Вечерва мој соговорник во дневникот во 20 часот е Трајче Мешков, угостител, инаку тој потекнува од една фамилија добро позната во Велеса, која што долги години се занимава со угостителството и со гурманството, и оваа традиција од колено на колено се пренесувала во нивната фамилија. Добро вечера во дневникот во 20 часот, ви благодарам што сте гости. Неве да ве запрошам за почеток. Дали очекувате оваа година да се продадат повеќе пити, да се продаде повеќе вино за разлика од минатата година? Знаете, почетокот не мора да биде и слика како ќе тече целата приказна. Денес во 13 часот не очекуваше еден многу непријатен дожд, но еве како што можете да видите, дождот помина, сонцето дојде, не стопли малку, ја направи убава атмосферата, што значи дека лошиот почеток не значи лош тек на питијадата. Како што можете да видите и да регистрира камерата, атмосферата вечерва во Велес е прекрасна. Прекрасна од причина што велешани се покажаа како добри домаќини. Еве, веќе е 20 часот, а луѓето пред бината се веќе собрани, го следат убавиот репертоар на општината. Од година на година како угостители очекуваме нормално, бидејќи манифестацијата се омасовува, станува се поголема и поголема, очекуваме повеќе продажба на пити, но она што е најбитно и она што го говоревме на состаноците пред да се случи питијадата е дека велешани мораат и се трудат од година до година не само бројот на пити да го зголемат, туку и квалитетот на истата да биде подобрен. Што значи дека годинава очекуваме огромна посетеност, имаме прекрасна програма понудена од општината и петок е ден кога велешани се главните гости. Сабота, знаете, доаѓаат од други градови, од Скопје, од Куманово, од околните градови, па ако денеска е показателно успешноста на питијадата, очекуваме да не претерам и најдобра досега питијада. Имате ли обезбедено доволно количини пита и вино? Вино има многу. Благодарам на винариите што не поддржа за оваа година.
Печките се вжештени, питаме историите се добро одморени. Пред почетокот на манифестацијата, месото е обезбедено, јајцата се обезбедени. Очекуваме гости. Гостите ќе бидат топло пречекани. Мислам дека питите ќе бидат навреме, топли, свежи, квалитетни и се оно што прилега на еден домакински град како што е Велес. Јас ви благодарам за гостувањето во Дневникот. Благодарам. Студио, дали имате некое прашање? Сања, јас само би те запрашала дали ти успеа да пробаш од питата вечерва? Кате не може да не бидам на една ваква манифестација, да не пробам пита пастремалија и слободно можам да кажам дека велешката пита е најубава, поубава и од штипската, и од радовишката, и секако од светиниковската. Доколку нема некое прашање, јас тука се одјавувам. Така, тогаш јас те задолжувам да чуваш една и за нас, бидејќи по Дневникот доаѓаме и ние нормално да ја почувствуваме атмосферата и да пробаме од питите. А ние продолжуваме понатаму, останете со нас. Едно лице загина, а едно е тешко повредено во сообраќајна несреќа која се случи денеска некаде околу 14:20 часот. Несреќата се случила на стариот пат Велес Градско, а во истата учествувале две товарни возила. Деталите во прилогот во продолжение. Едно лице загина, а едно е повредено во тешка сообраќајна несреќа која се случи денеска околу 14 часот и 20 минути на стариот пат Велес Градско во непосредна близина на надвозникот. Во несреќата учествувале две товарни возила, едното со скопски, а другото со штипски регистарски таблички. Со возило на итната медицинска служба од Велес, повреденото лице е пренесено на лекување во Велешката општа болница. На местото на несреќата увид изврши полицијата и јавен обвинител. Тие треба да го дадат одговорот кои се причините за несреќата во која животот го загуби возач роден 1959 година од Пробиштип. Додека траеше увидот, сообраќајот на оваа делница беше во прекин. Возилата беа пренасочувани. Илјада 564 тимови на матични лекари низ ординациите во Македонија добија покачување на капитациониот бод. Според доктор Чолакова Дервишова, зголемувањето на капитациониот бод ќе допринесе за подобрување на условите за работа на матичните доктори. Матичните лекари добија зголемена капитација. Сега еден капитационен бод наместо 50, Фондот за здравствено осигурување им го зголемува за плюс 5 денари и ќе изнесува 55 денари. Покачувањето доаѓа како резултат на барањето на Сдруженијето на приватни лекари. Првиот човек на Фондот за здравствено осигурување на Македонија вели дека од ова покачување бенефит ќе имаат 1564 тимови на матични лекари низ ординациите во Македонија. Ги обезбедивме финансиските средства од буџетот на Фондот за здравствено осигурување за 2016 година и сите матични лекари во Република Македонија веќе може да го почувствуваат бенефитот од зголемената капитација. Годишно фондот исплаќа околу 2 милиарди денари за примарната здравствена заштита, тоа е за матичните лекари кои што работат во договор со фондот, се со цел да дава навремена и правовремена здравствена заштита за нашите осигуреници. Ова зголемување на капитациониот бод ќе допринесе за подобрување на условите за работа на матичните лекари, вели доктор Лилија Чолакова Дервишова. Секое покачување ќе дојде добро на секоја здравствена установа во зависност колку има пациенти, но во секој случај тоа е едно добро освежување за секоја приватна здравствена установа да може да обноват апаратура, да може да обноват, да имаат повеќе средства, повеќе ампуларна терапија и со тоа да пружаат поголема здравствена помош на нашите граѓани. Зголемувањето на капитациониот бод овозможува во Македонија да започне и процесот на зголемување на бројот на матични лекари. Дополнителни 2 денари за килограм смедеревка ќе добијат од купувачите. Според министерот за земјоделство, ова е решение за проблемот со кој се соочуваат производителите на грозје. Тој дополни дека последните податоци се дека околу 20 до 30 милиони килограми грозје од сортата смедеревка не е обрано. Меѓутоа, Цветков потенцира дека целиот годишен род ќе биде откупен.
Дополнителни 2 денари за откуп на Смедеревката. Ова е последната мерка со која се очекува надминување на проблемите со откупот на оваа сорта винско грозје. Според последните податоци на нивите се уште има околу 20 до 30 милиони килограми грозје од сортата Смедеревка необрано. Поголемиот дел е во Тиквешкиот регион. За да се добијат дополнителните 2 денари за килограм грозје, покрај тоа што винариите треба да ги имаат подмирено трошоците кај лозарите, услов е да откупат минимум 1 милион и 500 илјади килограми грозје од оваа сорта. Цената за килограм Смедеревка останува непроминета. За Смедеревката која што има 17-18 шеќерни единици да биде 11 денари и да се зголемува за 0,65 денари, односно за 0,65 денари. Така да оваа мерка целосно се спроведува, имајќи во предвид дека на секој откупен пункт имаме поставено наш инспектор, државни инспектор за земјоделие, кои што имаат сопствени широмери, така да согласно договорите што ги направивме со винарите и лозарите се откупува грозјето. Целиот годинешен род ќе биде откупен, уверува министерот Цветков. Според него надлежните размислуваат ако винариите не го откупат родот, истиот да се преработи во дестилат. $3,5 денари по литар изнесува финансиската поддршка за предадено овчо, кравио и козјо млеко во периодот од мај до септември годинава. Освен за млеко, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој дава поддршка и за купена и внесена несилка во одгледувалиштата на несилки. До 5 ноември оваа година истекува рокот за поднесување барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравио млеко во период од мај до септември оваа година. $3,5 денари по литар изнесува висината на поддршката, информираат од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Покри оваа субвенција, Агенцијата соопшти дека висината на поддршката за купена и внесена несилка во огледувалиштата на кокошки несилки за производство на јајца изнесува $100 денари. Млекопроизводителите барањата може да ги поднесат по електронски пат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што е регистрирано земјоделското стопанство. Барањата се поднесуваат во писарницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, лично или по пошта. Образецот за поднесување на барањата, како и потребната документација, може да се подигне во агенцијата или да се преземе од веб страницата во полето Директни плаќања 2016 образци. Амбасадорот на Соединетите Американски држави во земјава Джес Бејли на барање на гимназијата Кочо Рацин пред 50 на средношколци одржа предавање на тема избори. Деталите ги има колешката Валентина Михаловска. Амбасадорот на Соединетите Американски држави во Република Македонија Джес Бејли присуствуваше на час во гимназијата Кочо Рацин на покана од ова средно училиште. Целта на неговата посета е да проговори за изборите и неговото видување за истите. Тој одржа предавање на дел од учениците во гимназијата. Имав одлична дискусија со учениците. Им ги кажав моите лични искуства околу изборите во САД. Беше интересно да ги слушнам нивните прашања. Амбасадорот Бејли одржа предавање пред 50 на ученици, од кои 25 се на програмата спонзорирана од Американската амбасада, наречена Аксес. Шеесет првачиња од основното општинско училиште Тошо Велков Пепето официјално стана дел од детската организација која представува најмасовен светски мозаик во кој се вклучени децата од целиот свет. Првачињата се заколна и дадоа чесен татковински збор дека ќе учат, ќе ги почитуваат наставниците и ќе бидат примерни и вредни ученици. Ветувам во овој момент дека моите наставници ќе ги почитувам и секоја задача ќе се обидам со леснотија да ја решам, но ве молам простете ако некогаш сгрешам.
Со овие зборови, првачињата од Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци се заколнаа и дадоа чесен татковински збор кога станаа дел од детската организација. 63 првачиња, членувајќи во детската организација, официјално се дел од најмасовниот светски мозаик во кој се вклучени децата од целиот свет. Нека празнуваат денеска вашите души и нека вие со среќа членувањето во детската организација, рече директорката Ѓургица Алексова. Додека горат свеќите на вашите роденденски торти, сигурно знаете дека шират топлина, светлина. Но повеќе топлина и светлина од свеќите ни даваат сијалиците, а најтопло и најсветло грее сонцето. Но јас знам дека нешто е потопло и посветло од сонцето, а најтопло и најсветла е вашата душа. Нека празнуваат денеска вашите души и нека ви е со среќа членувањето во детската организација. Во одбележувањето на детската недела, учениците од ова училиште се вклучија со најразлични активности, па така вчера дел од првачињата ја посетија локалната самоуправа и се запознаа со работата на градоначалникот Александар Панов. Градоначалникот на општина Кавадарци Како се вика? Александар Панов. Браво. Го праша ли нешто градоначалникот? Што научи ти денеска? Па што работе и што прави, што по повод на детската недела. Ки градоначалникот ки опишна општин Кавадарци. Што го праша градоначалникот? Како бил кога бил прво деление и како биле неговите деца кога биле прво деление. Детската недела. Ели Лазарова. Ки градоначалникот. Како се викаш? Катерина Николова. Ако се водиме од изреката иднината е во младите, тогаш наша обврска е сегашноста да им ја направиме што е можно побезгрижна, со што би се создале услови за нивна подобра иднина. По напорниот ден убаво е да се слушнат размислувањата на нивните искрени детски срца, рече градоначалникот Панов. Секогаш поминувам убаво, тогаш кога имаме напорен ден, тогаш кога сме најзафатени со работа. Добро е една ваква доза на дечиња, овој пат од Основното општинско училиште Тошо Велков Пепето, да ги слушнам нивните размислувања, затоа што сепак ова се деца кои што се прво оделение. До вчера беа во забавиште и сега ова е нова средина, нови деца, нови наставници и добро е да тие го тераат целиот ред кој што им го кажуваат наставниците. Меѓутоа исто така и да она што го учат и како тематска единица да лично го опипаат, односно да видат каде е градоначалникот, во која канцеларија работи, каде работи советот, што се неговите надлежности и нели како што забележа и вашите камери, да зборуваме и за работи кои што не се ни предмет на дискусија, меѓутоа се сепак плод на детскиот ум. Секоја година во неделата посветена на детето се зголемува бројот на ученици во детската организација. Детската градинка Рада Поцева се вклучи во одбележувањето на детската недела под мотото Борете се за детските права. Денес беше одржана последната активност во духот на спортот, каде повеќе од 300 деца се надпреваруваа во салата Партизан во Кавадарци. Весело, разиграно, насмејано и среќно, вака завршија последните активности од Светската недела на детето. Децата од сите објекти од градинката Рада Поцева, собрани во салата Партизан со спортски дух, се надпреваруваа и уживаа во последниот ден и активностите кои ги организирале како завршеток на оваа недела посветена на нив. Под мотото Борете се за детските права, децата уживаа и учеа преку многобројните активности за нивните права и обврски. Англиски јазик, куклена представа, работилници со стручни соработници, спортски игри и друго беа дел од настаните организирани изминатите денови со цел развивање на масовен активизам кај децата и заедницата за промовирање на детските права. Како и секоја година, така и ова година нашата градинка Рада Поцева традиционално ја одбележува детската недела, која што оваа година беше под мотото Борете се за детските права. Во понеделник децата со нивните воспитувачи се запознаа со нивните права и обврски.
Вторникот, децата од воспитните групи од 5 до 6 години имаа активност со наставници по англиски јазик од училиштето за странски јазици Next Level, а помалите воспитни групи следеа куклена представа. Во средата имавме работилници со стручните работници од нашата градинка, психолог, логопед и дефектолог. Четвртокот децата се дружи и забавува со децата и нивните наставници од музичкото училиште Лазо Мице Фрале. А денес во последниот ден од неделата на детето, децата од воспитните групи од 5 до 6 години од сите 5 објекти ќе се дружат, играт и забавуваат со спортски игри, брзи, спретни и среќни. Децата се надпреваруваа меѓусебно. Желбата да се освои првото место беше посилна од се, но најважно беше да се учествува, а помалите во публиката ги бодраа и навиваа. Сите активности кои ги реализираа во рамките на неделата на детето имаа за цел да ја унапредат положбата и правата на децата и да се укаже за поголема грижа за нив. Грижата за децата треба да биде во сите 365 дена од годината и треба да се трудиме да им обезбедиме нормално и среќно детство преку почитување на нивната личност, интереси и права. Група студенти и професорот архитектонскиот факултет од Скопје беа во посета на општина Демиркапија. Оваа посета од исклучително значење за студентите, бидејќи ќе им помогне во изработка на проектите, кои на крајот од семинарот ќе треба да ги одбранат, а истите ќе бидат оценети од страна на професорите. Група од 80 студенти од архитектонскиот факултет при Универзитет Свети Кирил и Методи од Скопје деновиве ја посетија општина Демиркапија. Студентите беа во посета на Центарот за едукација и вмрежување во туризмот Ценет, Музеот на виното во Демиркапија, Кралската визба и винаријата Попова кула. Заедно со студентите беа и професори од факултетот, а целта на посетата е изработка на проекти од страна на студентите, кои на крајот од семестерот треба да бидат оценети. Домакин на групата беше раководителот на сектор за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој, дипломиран архитект Тони Петков. Студентите беа особено заинтересирани за идниот развој на Демиркапија и за проектите кои се во фаза на реализација. Оние кои за прв пат ја посетија општината искажаа восхитување од она што имаа можност да го погледнат. Пократко и тешко боледување во 65-та година од животот ненадејно почина истакнатиот општественик, статистичар и долгогодишен носител на повеќе општествено-политички функции Светлана Антоновска. Основоположник на современата статистика во самостојна Република Македонија и прв директор на Државниот завод за статистика по самостојувањето на земјата. По завршување на нејзиното образование извршувала повеќе општествени функции во Република Македонија, со кои дава значен придонес за промовирање на науката, научната мисла помеѓу младите, а на раководната функција на Државниот завод за статистика беше од 1986 година. Веднаш по самостојувањето на земјата, Антоновска во целосна одговорност го презема предизвикот за трансформација и осовременување на македонската статистика и незино вклучување во европското семејство на статистички организации. За кратко време успеа заводот да го вклучи во повеќе меѓународни и европски статистички институции. За својот придонес во статистиката на меѓународен план, во 1999 година беше одликувана со златен милениумски медал на честа од страна на Американскиот биографски институт, во кој што потоа активно членува и е избрана за доживотен заменик гувернер на одборот на гувернери на оваа значајна меѓународна организација. Во продолжение да ги проследиме и останатите информации од Македонија. Лоши временски услови, можна пилотска грешка и механички одстапувања се најверојатна причина за авионската несреќа што се случи пред еден месец во скопското село Кожле, информираше вчера телевизија Нова. За сега истражителите како податоци за можната несреќа ги имаат и податоците дека авионот се движел со поголема брзина и многу повисоко од дозволеното. Она што може би било кобно е тоа што леталото во завршниот приод кон скопскиот аеродром се движел со брзина поголема од пропишаната.
Дополнително, како што пренесува телевизија Нова, истражителите пронашле и механички недостаток, што е причина тие истрагата да ја продолжат во Италија, за да дознаат дополнителни информации околу техничките детали за леталото. Инаку во авионската несреќа која се случи пред 1 месец, животот го загубија 6 лица. Од понеделник се забранува емитување на црногорска и словенечка музика на телевизиите и радијата во Македонија. Оваа забрана е резултат на одлуката на авторските здруженија на Црна Гора и Словенија, ПАМ и САЗАС, да забранат емитување на музика од нивните композитори и изведувачи. Во соопштението испратено до медиумите од страна на ЗАМП стои дека согласно известувањето оваа забрана стапува на сила почнувајќи од понеделник 10.10.2016 година, а ЗАМП Македонија овластена да ги превземе сите потребни мерки за спроведување на забраната и заштитата на правата на членовите на ПАМ и САЗАС, а врз основа на склучените меѓусебни договори за реципроцитет, соопштија од ЗАМП. Инаку ЗАМП од 20 септември воведе забрана за радиодифузно емитување на македонска музика од околу 6000 автори за кои тие тврдат дека ги застапуваат по конфликтот со Министерството за култура поради формирање на паралелно здружение со КОМАБ и уривање на тарифникот, како и закани за одземање на нивната лиценца. Грција има да заврши уште многу работи во врска со реформите, изјавила директорката на Меѓународниот монетарен фонд. Американскиот председател Барак Обама прогласи вонредна состојба во Јужна Каролина поради ураганот Метју. Ова се вестите од светот. Грција има да заврши уште многу работа во врска со реформите, изјавила директорката на Меѓународниот монетарен фонд Кристин Лагард, со што се потврдија стравувањата дека фондот се уште не е подготвен да учествува во третата финансиска помош за Грција. Оваа изјава Лагард ја дала во пресрет на годишното собрание на ММФ и Светска банка во Вашингтон. Според познавачите на состојбите, ова е израз на неизино разочарување кон европските лидери, што не се согласиле за реконструирање на долгот на Грција. Вонредна состојба во Јужна Каролина кон која се приближува ураганот Метју, прогласи американскиот председател Барак Обама. Тој издал наредба за доставување федерална помош како поддршка на државните и локалните напори, давајќи им со тоа овластување на Министерството за национална безбедност и Федералната агенција за управување со вонредни состојби да ги координираат за ублажување и отстранување на последиците од катастрофа. Претходно вонредна состојба беше прогласена и на Флорида. Ураганот Метју е на 4-тиот степен на 5-степената Сафир-Симпсонова скала за моќноста на ураганите. Ова може да биде најмоćната природна непогода која ќе го погоди североисточниот дел на Флорида во изминатите 118 години, смета Американскиот центар за урагани. Францускиот премиер Мануел Валс изјави дека ширењето на Европската Унија не може да продолжи во недоглед. Тој оваа изјава ја дал на заедничка пресконференција со председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Балканските држави на крајот ќе може да се приклучат, но сепак државите членки ќе мора во еден момент да кажат стоп, истакнал Валс. На сите наумни е прашањето за Турција. Лицемерието по прашање за нивното членство треба во еден момент да се прекине, додаде Валс.
Денеска имавме променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, но и сонцето беше овде. Максималната дневна температура достигна до 21 степен, вечерните часови околу 12 степени. Според најавите на метеоролозите и викендов се очекува променливо и облачно време. Овде завршуваме. Ова беше и последната информација во централното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието, а вие и понатаму останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!